Почитувани гледачи, вечерва во нашата редовна, постојана емисија во потрага по вистинскиот збор. Гостин е писателката Славица Дабевска-Ќировска. Славица, вие ни доаѓате од Тетово, од град што е веднаш до Скопје, ама сепак оддалечен од Скопје. Па моето прво прашање ќе биде токму во врска со тоа. Што значи да се биде автор кој што не живее и не создава во главниот град, туку во некое од местата кои што ние ги нарекуваме внатрешност. Повелете. Да се живее во Тетово, а да се биде блиско до Скопје. А да се живее во преградката на Кирил Печиновиќ. Да. Зарем има поголема вредност кога чекориш и кога си ученик на гимназијата, од каде што е нашиот основоположник на македонскиот збор, на македонската татковина, Кирил Печиновиќ. Кирил Печиновиќ од секогаш за нас, тетовчаните, значи да одиме напред и да го следиме се она што е македонско, се она што е зачувано од прадедовина. Далеко од Скопје, но јас и вака би рекла блиско до Скопје, затоа што граничам со црквата на Соборниот храм Кирил и Методи, а секој македонец барем знае што значи да се биде од делот каде што куќата ти живее во храмот на Кирил и Методи. И кога секое утро кога стануваш, те разбудуваат камбаните и те потсетуваат. Ние сме тука со вас, тетовчани. Прекрасно започнавте, направивте навистина одличен вовед, бидејќи почнавте со Печиновиќ, па се навративте и на нашите просветители. Но сакам да ве прашам, од каде започна вашата љубов кон книгата и кон пишувањето? Кој ви ги раскажуваше приказните, бајките? Кој ве задои со таа усмена литература за подоцна и самите вие да пишувате и да објавувате? Јас велам дека кога често пати си го поставувам и себе прашањето, Славица, која беше водилката? Водилката беше учителката. Така. Учителката до 4-то одделение, која знаеше често пати да каже и да се приближи кон мојата глава и да рече: Славица, преубаво, красно пишуваш, но и речениците некако ти се склопени. Така почнуваа чекорите, за да кога во 6-то одделение се распиша еден конкурс на градската библиотека Кочо Рацин и беа го објавиле на вратата распишан конкурс на тема Кочо Рацин. Велам, леле, бели мугри. Да, ја имам од тетка ми ставено на сталажата. Се вратив дома трчајќи, почнав да ја читам, не дека многу ја разбрав на таа возраст, меѓутоа требаше да се напишат кратки делови за авторот. Смогнав сили, пошто и библиотеката ми беше во близина, тогашниот дел на градот беше во мојата улица каде што сум родена, трупнав на вратата и излезе една строга женичка во син мантил и пишуваше библиотекарка, за која што се уште сонувам, дали библиотекарите имаат такви мантили и такви ознаки. Вели, што бараш? Велам, напишав нешто за овој конкурс, ќе може да учествува. Ми запиша податоци и рече, од кој училиште? Велам, од Маршал Тито. Добро. Наградата, првата награда, освоена од библиотеката, на кој што конкурира од 14, а јас ете привилегија имав и од помала возраст, беше уште еден чекор дека можам нешто да направам од себе.
Добро. Убаво што подсетивте. Јас и во претходните емисии во една прилика констатирав дека покрај учителите, покрај наставниците, покрај педагозите, голема е улогата и на библиотекарите, бидејќи тие им препорачуваат книги на младите читатели и на одреден начин им го трасираат нивниот иден, креативен и творечки пат. Но вие ми останавте должна со одговорот за семејството. Кој беше тој во семејството кој што ви читаше, ви зборуваше, како што реков пред малку, приказни, бајки, гатанки, поговорки и други мудрости, и други сентенци, и други литературни искри што внесе во вашиот детски, а подоцна и младешки живот? Потекнувам од работничко семејство. Моите родители целиот свој живот беа го насочиле кон подигнување на нас трите сестри. Така. Но моите тетки од таткото, сестрите, беа, едната беше дипломиран професор по француски јазик, а другата беше социјален работник во војна болница во Скопје и многу сакаше да чита. И секогаш кога се враќаше, поради тоа што нивната возраст беше далеку повозрастна од мене, секогаш носеше книги и како што ќе ги стави, она често пати знаеше да каже: ајде јас сега да ви прочитам од Ацо Шопов, очи јас да видите како ви читам, ако не сум професор. Така. Тој начин, тој стил на придобивање на љубов кон пишаниот збор од страна на моите тетки навистина ме ставија во една друг дел, во една друга сфера, дека јас можеби можам како нив да имам толкави големи библиотеки, толку многу да читам. Дури се случуваше таа тетка што беше по француски јазик да каже: ела јас ова можам да ти го преведам и на француски. Од тие мали нозе јас едноставно ја развивав љубовта кон пишуваниот збор, а од друга страна и сакав да ја имитирам мојата наставничка, па сега до 8 оделение, зашто беше надарена кон пишување на песни. Да. Убаво подсетивте и на рецитаторите, односно на рецитирањето. Мислам дека покрај тие што читаат, тие што пишуваат, мощно се поврзани со литературата и сите тие што сакаат убаво да говорат стихови или убаво да читаат прозни текстови. Значи, луѓето што знаат убаво да рецитираат. Вие кажавте убав пример со Очи од Ацо Шопов, една прекрасна песна посветена на неговата соборка, партизанката Вера Јоцич. Па сакав да ве прашам, рековте дека пример ви биле покрај членовите на семејството и учителите, односно наставниците. Подоцна и вие, односно цел живот, го поминавте како просветен работник, како педагог, работејќи токму во тој воспитно-образовен процес, работејќи со децата, односно учениците. Дали, кога бевте млади, тоа ви беше животна желба, да бидете наставничка, да бидете со децата? И што влијаеше да тргнете по тој пат, да се определите за таа убава професија? Професорскиот занает е голем позив, хуман позив. Цел живот бев некако човек кој што покасно, кога ќе говориме за моите дела и творештва, тука е опишано еден многу важен сегмент од моето детство. Јас секогаш сакав да се грижам за младите, за децата. Во кој дел? Да помогнам во учењето. Едноставно да ги насочам. Да, тоа е и хумано, и едукативно. Да. Апсолутно. Во почетокот
со младите години бев нивна другарка, поради тоа што бев и управник на интернатот во Тетово. Така. И уште во млади години, разликата помеѓу годините на оние што беа во интернатот од 18 и моите 24 беа тука некаде. Врсници. А они сепак ме гледаа како нивни предпоставен. Така. Колкава грижа гледаа во мене и покрај тоа што тие доаѓаа од сите страни на Македонија. Тогаш во земјоделското училиште беше Македонија во мало. Да. И таа љубов беше неописливо голема, затоа што тие знаеја и покрај малата разлика да ми речат: професорке, ви се молам, сепак, јас имам некоја приватност да споделам, но како другари. Едни како другари, други како мајка. Сега кога се најдов како дипломиран педагог во основното училиште, веќе тие дечица бие за мене ластовички мали во гнезденце, за кои што морам да се бринам покрај воспитниот дел и образовниот. Но можам да кажам дека образовниот сегмент за мене е важен, но воспитниот е многу поважен. Сосема се согласувам со вас и мислам дека убаво пред малку подвлековте дека професорот, односно професорката е најпрвен педагог, но истовремено е и татко и мајка. И апсолутно покрај педагошката од големо, дури би рекол од најголемо значење е воспитната улога и мисија на професорот, на педагогот. Па сакав да ве прашам, за време на вашите студентски денови, кои беа тие професори, бидејќи подоцна и вие станавте професор, кои што ги почитувавте посебно, кои што ги сакавте, кои што ве поврзуваа со литературата, кои што едноставно се грижеа за студентите, што повеќе да читаат и што поквалитетно да пишуваат, односно и самите тие да создаваат? Ова прашање морам да кажам како стрела ме пробуде, затоа што факултетот беше тој преломниот дел каде што јас почнав да зреам и решив да се посветам на пишуваниот збор на писателството. Ќе споменам неколку имиња, а ги има плејада. Да. Анатолий Дамјановски, Так. Бушавата азбука, Ѓорѓи Делчев, Љупчо Копровски. Да. Зарем постојат поголеми педагози и поголеми основоположници на татковското образовно чедо во Македонија од Љупчо Копровски, Ѓорѓи Делчев и Анатолий Дамјановски, и нека не ми замерат, постоја уште многу меѓу тоа. Јас само неколку збора ќе кажам за Љупчо Копровски. Тој беше еден врвен професор, кој што не ги делеше студентите ни по градови, ни по села, ни по кантони, ни од која населба од Скопје доаѓа. Знаеше често пати да каже: добро е, од Тетово студентката од Шара ни дојде, затоа што зимите беа лути. Так. Па ќе погледнеше налево и од Велесе колешката дојдена, добро, може да почне часот. Јас бев премногу талентирана, сега морам не да кажам, не е поентата да кажам дека завршив и дипломирав скоро со 10, него овој момент, во втора година, моите ми соопштија дека веќе не ќе можам да ги продолжам студиите. Поради финансиски причини, дека тука ќе застанам. И јас на вежби, после вежбите, така разочарана, скажувам на колешките од факултет, меѓутоа разговорот го слуша Љупчо Копровски. Ми вели: дојди во кабинетот, имам еден разговор да обавам со тебе. Слушнав, ми даде кратки насоки каде да се обратам и да ме тестираат. Тоа беше некаде во кисела вода, некој јас и канцеларија, каде што требале да ти извршат
преглед на интелигенцијата и да констатира дали ти заслужува стипендија за талентирани. Не можев да ја најдам канцеларијата. Одев од човек на човек, за жал денеска тоа не ќе може да се изведе од низа причини. И еден човек се така стар дедо рече: "Кого бараш бе чедо?" Велам: "Оваа улица." "Ајде по мене." Ме донесе во просторијата. "Влези, јас ќе те чекам и ќе те испратам, изгубено си, од каде доаѓаш?" И велам: "Од Тетово." Добро. Човекот си застана во холот, јас влегов, дојде една жена, рече: "Зашто си дојдена? Ова писмо ми го даде Љупчо, професорот Копровски." Седи. Ми даде тестови, 50 страни имаш. Вели: "Се што мислиш заокружувај, кажувај." И дојде после 3 дена. После 3 дена Славица веќе го научила патот. Видов ориентација ми беше една пекара, доаѓам, констатирано студентката има коефициент на интелигенција 135 и се доделува стипендија за талентирани. Браво. Тоа е причината за да продолжам студиите. Убаво што спомнавте неколку имиња, се разбира, не можете да ги спомнете сите, но сите имиња што ги наведовте беа навистина исклучителни, врвни педагози и добро е и денеска да имаме такви нивни наследници и следбеници. Но сега малку да проговориме и за другите ваши афинитети. Вие покрај тоа што сакате да пишувате, а пишувате и поезија и проза, имате талент и за музиката и сликарството. Па ајде малку на нашите гледачи, тие знаат дека сте писателка и знаат дека пишувате поезија и проза, но помал број сигурно се љубопитни да дознаат што значи тоа афинитети и занимавање и со музика и сликарство. Дали Славица црта, слика, дали Славица пее, бидејќи навистина сите уметности се некако поврзани. Меѓу нив постои тесна врска, ко би рекле синергија, и воопшто не си пречат уметностите една на друга, напротив, се поврзуваат една со друга. Па, моето прашање е: ја знам дека сте најмногу писател, односно писателка, но ајде проговорете малку и за сликарството и за музиката. Славица свири на гитара од 14-та година. Ете моите видеа дека склона сум кон музиката и другарите од Сокачето повеќе одеа на приватни часови по гитара и мојот татко зеде кредит за да градиме дел од куќата и рече: "Добро, знам дека сакаш гитара, ќе ти купам гитара." Ме запиша на приватни часови и Славица научи да свири гитара, која што и ден денеска знае и умее, кога е расположена и кога има поттик за животот и позитивниот дел да ја фати гитарата. Инаку освојувач сум на прва награда во градот Тетово на мелодија од Битлс и Yesterday. О, браво. А сликарството пак е исто така моја голема желба, односно постојано во текот на денот нема, а да не ставам некоја скица или дел од она како се чувствувам. Значи, секој мој исказ во пишуваниот збор е и насликан. Тоа го преточувам и во моите ученици. Кога обработуваме било каков текст, тие знаат дека мора да го насликаат. Прашањето сега е зошто? Не секогаш мора да се чита текстот. Може да се види сликата, а сликата зборува за текстот. Да. Дури се вели една слика, 1000 зборови. 1000 зборови. И уште нешто. Сликарот слика со бои, црта со линии, а поетот исто така пишува со слики. Значи, тој ликовен, визуелен елемент го има и во пишувањето, го има и во сликањето. Сега, полека сакам да се префрлиме на
теренот на литературата, на вашето творештво. Вие најпрви ја објавувате вашата книга Булки покрај пругата. Тоа е оваа книга. Со оваа книга вие всушност влегувате во македонската современа литература. Колкава беше радоста при објавувањето на вашата прва книга? Се оствари ли вашиот дамнешен сон? И кажете ни воопшто нешто за вашата прва книга, бидејќи првата книга е како прва љубов. Никош не се заборава и не може ни една друга книга да биде прва. Сите ќе биде втора, трета, четврта или ента, ама првата е прва. Објавувањето на Булки покрај пругата е моето прво дете. А објавувањето на книгата е поклонета на моите родители. Ја објавувам во чест на моите родители, затоа што тие во мене гледаа светлост и светла иднина и велеа и се гордеја со мене каде и да стасаат, а мојот татко знаеше секогаш индексот и пофалните зборови или било што да освојам да ги чува во внатрешниот джеп од палтото и да вели: еве, ова е мојата Славица. После се она што се случуваше, сите песни што ги создадов помеѓу 20-та и 30-та година од мојот живот, решив да ги објавам во Булки покрај пругата, многу песни поклонети, посветени на моите родители, меѓу кои што е Лешочкиот манастир, каде што сум крстена, Небесна Господјо, дека сите треба да сме грешни пред Бога. Тука е Задушница, една песна за мене што е едноставно како хитна препорака на сите луѓе кои што заслужуваат оддишка за нивното родителство и песни за моите родители. Но секако првата и основна песна која што тргнува во Булки покрај пругата е благодарноста на сите они кои што ме бодреа дека можам да од мене во иднина да порасне не само поет, него добар човек да израсне. Само да кажам за гледачите дека сте вие денес член, односно членка на Друштвото на писателите на Македонија. Ја добивте годинава и наградата за најдобра поетска творба на меѓународната традиционална манифестација Празникот на липите. И сигурно сте еден од повредните, поактивните, посериозните, би рекол, членови на Друштвото на писателите на Македонија. Но јас сега ќе продолжам по овој редослед на вашите објавени книги. Следната ваша книга е Венчаница. Секој автор се венчава со творештвото. Па кажете ни нешто повеќе за ова ваша втора поетска книга. Во Венчаница се збрани песни кои што се посветени на периодот на венчавање на една невеста и сите нејзини желби што се надева дека ќе се остварат. Во тие песни се проплетени стихови кои што можеби на оваа невеста и не се остварени, но во стиховите ги реализира. Символичен наслов на кој што навистина оваа книга има своја далга во животот на оваа поетеса. Сега полека доаѓаме и до вашата трета поред поетска книга Само звездите знаат. Обично се вели дека звездите се гледаат и се знаат и се одмолчуваат. Звездите се високо над нас, на небото, над облаците, не гледаат и ние ги гледаме нив. Тие сигурно имаат многу што да ни кажат, но премолчуваат, а ние сигурно сакаме и да разговараме со нив, и да ги прашаме, но и да ги слушнеме нив, што би рекле тие и што мислат тие за нас.
Ајде малку навлезете за гледачите и во вашата трета поетска книга Само звездите знаат. Убаво рековте дека со звездите кријат некои тајности, како што крие и самиот поет. Ние кога разговаравме за моите професии, дека ете надареност кон музиката, сликарството, јас бев една од луѓето кои што беа запишани на модерна гимнастика, балет. И тие денови јас во тој период ги збирав сите важни моменти дека човекот кога нешто сака, некоја тајна, односно мака кога има, само може да ги сподели со звездите. Во тие тешки ноќи, кога човекот, кога се мирува на земјата, кога се е тивко, тогаш се разгорува оној пламеншки, младалачки пламен од тага, од среќа, или пак испреплетени тагата и среќата, и тука се збрани баш токму тие, оние таговни делови од периодот на оваа млада поетеса, која што замислуваше дека ќе биде идна балерина. Убаво што подсетивте и самата корица е во тој знак и тој стил, бидејќи на насловната корица е токму една балерина, каква што сакала да биде и Славица Тапевска-Ќировска, значи покрај музиката и сликарството, еве, откриваме и уште една дарба, уште еден афинитет, а тоа е балетот. Следната ваша поетска книга е Душа која грее. Душата е неразделно поврзана секогаш со срцето, но истовремено и со разумот. Кои се тие стихови, тие песни, тој поетски дискус, тој лирски наратив, што ја грее ова ваша книга Душа која грее? Виновник за насловот, која што и сите песни потоа се во таа конотација, е еден мој сосед, кој што беше пензионер, учител во пензија, Црногорец, и кој пат да ме сретнеше во Сокачето, каде што живеев, ќе кажеше: ти си една душичка која грееш. Убаво кажано. Поради дали ти знаеш некого да не сгреше? Дали твоите очи еднаш ќе ги видам весели? Не знам зашто гледаше таговност, но ти си едно пердувче, и токму таа, затоа е и овој пердув тука насликан. Ти си едно пердувче кое што знаеш, толку си кревко и мило, а сепак сите тука не грееш. И затоа во оваа стихозбирка сите песни се поклонети и посветени на една душа која што сронува клици некого да стопли. Сега, по овие 4 поетски книги, доаѓаме до вашите прозни дела. Доаѓаме до Зелениот капут. Веднаш морам да кажам дека овој ваш роман, Зелениот капут, е едно од можне читаните прозни дела во Македонија. И некако за ова ваша книга Зелениот капут се приврза многу читатели. И овој ваш роман доживеа повеќе изданија и некако како и вие лично, како да се идентификувавте најмногу, можеби пред се, со овој роман, со оваа книга и со тој ваш Зелен капут. Ајде проговорете малку повеќе за оваа ваша книга, бидејќи сигурно многумина преку медиумите и социјалните мрежи слушнале за вашиот Зелен капут. Па ајде да им го препорачаме и на тие кои што се уште го немаат во своите раце и кои што, еве, можеби сега, прв пат, ќе слушнат нешто повеќе изворно, директно од вас, од самата авторка. Зелениот капут
е роман за едно девојче, вистинска приказна, за едно малско живење во Тетово, за сите обичаи црковни кои што се прават во едни лути зими во Тетово, кога мразовите достигнуваат височина до метари и повеќе, кога малечката срна го има позаимениот зелен капут од некоја си другарка на незината мајка, која што е премал за незината става, која што срна е премрзната и која што едноставно бара излез само во другарството со незината другарка Јана, која што наспроти незиното сиромаштно детство, ова е едно размазено девојче од наконтени родители, кој што незиниот татко секоја втора недела знае да замине во Германија, поради тоа што го испраќаат како инженер од Тетекс, и живее во сиот незин раскош, за разлика од малата Сара, која што живее во веќе распадната куќарка, но ништо не ја смета. Само ја сака среќата на незината мајка, поради ситуациите кои што се малку излезени од колосек во незиниот дом. Се храбри дека е добар ученик, се храбри дека може да издржи на пркосливата зима, се храбри дека учителката ја сака, тој беше најважниот момент на Сара, а и на крајот на криштата знае дека при крајот на денот ќе заспие со незината другарка Јана. Јана сака во секој момент да ја помогне, па дури и за Нова година, еве да ги споменем, и секоја Нова година не врзува за тој момент и набавува топло шалче од Тетекс. Татко и го носи за неа, она вели не, ќе го поклонам на Сара. И една цела плејада на настани во овој капут, кој што ја отсликуваат сликата на некогашното Тетово, кој што сакаме и денес да го живееме и покрај тоа што Сара имала малку чувствително детство. Пред малку го спомнавме вашиот роман Зелениот капут, но веднаш да кажам дека следниот ваш роман Срна е вистинска круна на вашето прозно творештво. Оваа книга, овој роман, излезе оваа година, излезе по повод на еден тажен датум, 60 години од Скопскиот земјотрес. Значи годинава на 26. јули се навршија точно 60 години од фаталниот, од катастрофалниот Скопски земјотрес. Вие напишавте и објавивте еден прекрасен роман, Срна, за кој што јас бев лично таму, во Тетово, присуствував, имаше една ретка, изворедна промоција. Имав чувство дека таа вечер во големата сала на музичкото училиште, како да беше дојден целиот град. Толку многу ваши пријатели и љубители на убавиот пишан збор дојдоа во салата и ние говоревме, и вие говоревте, за овој роман. Приказната е тажна, со еден тажен крај, но убаво е што во овој роман вие говорите и за студентските денови поминати во Скопје, бидејќи сите дела се во основа автобиографски. Да не лицитираме со проценти, дали 90 или 99%, но авторот првенствено секогаш пишува за себе си. Така и во овој роман ве има и вас. Ја има таа плашлива и трепетлива, би рекол, срна, и убаво што токму вие го напишавте и го објавивте овој роман. Па кажете ни нешто повеќе за вашиот
роман Срна. Мислам дека е тоа ваша една круна во творештвото на прозен план. Ви благодарам пред на тоа што кажавте и така се чувствувам. Не, него едноставно сакам да ги упатам гледачите дека Срна е продолжеток на Зелениот капут. Да. И се отсликуваат годините на студии на оваа кревка, душичка наречена Срна и сите онезини згоди и незгоди кои што се случуваат за време на земјотресот во Скопје и по повод 60 години затоа и излезе за да се стави еден белег како некогашните студенти се носеле на релација од Тетово до Скопје. Меѓутоа Срна е лик кој што исто така се покажува незината колку е она вредна и послушно девојче дома во семејството на татко и Самуил, кој што мора секогаш да го чека пред да дојде на самиот влез пред сокакот, да ја слуша незината мајка, затоа што таа треба да отсликува дека девојчињата треба секогаш да бидат послушни. Послушни во домот, послушни на студии и така натаму. И затоа таа е надоврзување на Зелениот капут, инаку продолжува трилогија Јапонските цреши, кои што се подготвуваат како продолжеток на Срна. Добро, значи ќе имаме всушност една трилогија од 3 романи, Зелениот капут, Срна и Јапонските цреши. Со нетрпение ја очекуваме објавата на вашиот 3 роман, но вие годинава ви објавивте и една поетска книга, значи по овие 4 поетски книги, дојде на ред и се оствари и вашата поетска книга Плетенка. Па би сакал да ни кажете нешто повеќе и за песните од оваа ваша најнова поетска книга Плетенка, со која што вие конкуриравте за наградата Даница Ручигај на Друштвото на писателите на Македонија. Тоа е награда која што се доделува за најдобра поетска книга од жена автор, член на Друштвото на писателите на Македонија. Ајде малку за Плетенка. Плетенка е символичен наслов, затоа што поетесата Славица веќе Плетенка, својата коса има Плетенка 25 години, а во неа се збрани песни од последните 5-6 години наназад, стихови кои што болно отсликуваат едно време на релација училиште и дома. Значи, сите песни што се создадени додека Славица оди од работа до дома и од дома до работа. Тука се песни посветени на еден болен крик за спасение на секој добар човек. И ете новата стихозбирка ги збра сите оние дешавки кои што се случува во последните години на оваа релација која што ви ја кажав. Јас верувам дека оваа книга ќе биде закитена со значајното признание наградата Даница Ручигај. Пред малку кажав дека годинава ја добивте и наградата за најдобра песна на манифестацијата Празникот на липите, но вие сте една од ретките авторки од Македонија, која што има добиено бројни награди и признанија во странство. Голем е списокот на местата каде што вие сте учествувале на конкурсите и веднаш да кажам, тоа се главно анонимни конкурси, значи се учествува под шифра, а вие сте добиле многу награди на тие конкурси и тоа во Велики Поповац, во Дервента, во Белград, во Велика Плана, во Раковица, во Пловдив, Бугарија, во Подгорица и на други места. Дали како писател, како автор, сакате, тоа е природно, и да се надпреварувате? И колку ви значат овие
награди на неутрален терен, значи надвор од нашата држава во странство. На секој му значат наградите, но овие награди што ги добивав надвор од Македонија, најдобро ми одзвони еден наслов "Доаѓа амбасадорот". Да, амбасадорот на Македонија секогаш ги поздравував на македонски, никогаш не се трудев да зборувам на српски, ниту пак на хрватски кога бев во Хрватска. Тие секогаш велеа: "Леле, колку убави стихови, ние се уште вакви не сме прочитале." Да, сите тие беа анонимни конкурси под шифри и кога ќе ми извлечеа, само тоа си велев: "Леле, добро, Македонија има уште една награда." Да, апсолутно. Сега, бидејќи полека доаѓаме до самиот крај на емисијата, се приближивме кон оној дел кој што редовно го практикуваме, а тоа е во ова така наречена отворена наша книга, да ни се подпишете, да ни оставите автограм, изберете една боја. Сината, добро. Значи овдека во овој дел, името и презимето ќе го напишете, односно вашите две презимиња. Да. Славица Дабевска-Ќировска. Во долниот дел ќе го ставиме денешниот, ќе оставите денешниот датум, 4.12.2023 година, тука датумот, а во овој дел овде ќе напишете една ваша мисла, една ваша порака, некогаш тоа може да биде и збор и реченица, но во секој случај една мала посвета која што ќе биде ваш мал подарок во оваа наша збирка од автографи и автограми. Мене лично ми беше задоволство што вие денеска дојдовте специјално од Тетово да бидете гостинка во нашата емисија во потрага по вистинскиот збор на вистинската телевизија, односно Вистел. Ви благодариме за вашето присуство и учество и посакувам и во иднина да напишете и да објавите нови прозни и поетски дела, а нестрпливо и љубопитно ќе очекуваме јапонските цреши наскоро да бидат исто така меѓу кориците, значи објавени. Сакам и со рака да ви честитам. Ви благодарам. На сиот ваш досегашен ангажман и да се гледаме само по вакви убави поводи. Ви благодарам.